но секако и дека во програмата за рурален развој ќе ги видите сите други мерки на кои што сме насочени, кои што се развојни, кои што ќе доведат до едно модерно и конкурентно земјоделство. Може многу да зборуваме за сето она што Министерството, Инспекторатот, Агенцијата, сите засегнати страни во делот на работата го правиме. Само уште две работи ќе нотирам кои што се во тек и на кои што сме фокусирани. Со Србија формиравме комитет кој што од македонска страна ќе води Трајан Димковски, а од српска страна заменик министерот за трговија, кој што на 15 март ќе ја одржи првата седмица во Белград и мислам дека и од тука и заради медиумите треба да го појасниме договорот кој што го направивме пред само неколку дена со подпредседателот на владата на Србија Расим Љаич, за да бидат сите убедени и уверени дека се тоа што го правевме во овој период е во интерес и заради заштита на земјоделските производители на целиот наш сектор. За во делот на брашното само да напоменам дека за 95% од увозот на брашно кој што доаѓа од Србија, маркиците ќе се лепат во Македонија и тоа е согласно изменетиот правилник кој што го направивме пред неколку недели. А само за 5% од брашното ќе ја враќаме стариот принцип заради тоа што тоа е брашно кое што од 1, 2 и 5 кг и навистина е тешко да се лепат маркиците во Македонија, но за 95% од вкупниот увоз овозможивме, односно направивме да тоа се прави по новите правила. Но она што друго исто така е битно, што покрај овој мал проблем кој што настана, договоривме да Македонија и Србија конечно ги отворат сите прашања во делот на нецарински, нетарифни бариери кои што ги имаме, а ние ги имаме доста и ова го дискутиравме и со здруженијата и со комората. И сега на тој начин на 15 во Белград ќе ги наметнеме нашите отворени прашања за извозот на нашите земјоделски производи и за процедурите, за сите олеснувања кои што треба да бидат направени и мислам дека сме во добра насока да тоа го направиме во интерес на нашето производство. Тоа е еден нов принцип на кој што ќе се насочиме во целиот нареден период на решавање на овие проблеми. Убеден сум и разговаравме и со подпредседателот на владата Расим Љаич за можностите за обезбедување на пласман на нашите земјоделски производи и во Србија, но тоа го правиме и на многу други нивоа и со сите оние меѓународни представници, со сите министри со кои што имавме во периодот средби. И мислам дека во оваа фаза направивме десетина средби со други држави, други министри, каде што конкретно договоривме отварање на просторот, односно склучување на нови договори и обезбедување на пласман на нашите производи, нешто што на што ќе бидеме целосно насочени во овој дел и во овој период. И исто така за уште една измена сакам да кажам, која што е во тек, а која што е една од нашите клучни наши ветувања, а тоа е зелената поевтина нафта. Односно, измените на Законот за земјоделство и рурален развој се веќе во собраниска процедура, мислам дека влезени ги затворивме сите прашања. Мора да се промени законот во делот на уведувањето на оваа мерка, направени се сите анализи, сите методологии, на кој начин тоа ќе го направиме и сум убеден дека со самата измена на Законот за земјоделство и рурален развој, кој што ќе овозможи уведување на оваа клучна мерка, ова ќе биде уште една голема придобивка, уште едно олеснување за производителите и за вкупното земјоделство, а нешто кое што во претходниот период го ветивме и пред граѓаните и е дел од нашата владина опредок. Како што кажав, може уште многу да се збори, но тука сме пред се да ги слушнеме вашите проблеми, вашите мислења, вашите сугестии по однос на сите политики, по однос на она што треба да го правиме во овој период. Пред се со градинарството, тука сме најотворено да одговориме, да ги забележиме сите прашања, сите сугестии и да наоѓаме решение како